Речи си целата македонска интелектуална елита, вклучувајќи ги и членовите од македонскиот тим на Историската комисија со Бугарија, бурно реагираа на ставовите на Заев, искажани во вчерашното скандалозно интервју. Прва реагираше историчарката Љубица Спасковска, член на комисијата, која апелираше политичарите да не се занимаваат со теми кои не ги разбираат. Како член на македонскиот дел од комисијата лично се оградувам и ги осудувам последните изјави на премиерот и апелирам политичарите да се воздржуваат од тврдења и коментари со кои не се запознаени и не се од нивниот домен на познавања и експертиза. Веднаш по неа следеше и политикологот Огнен Вангелов, нејзин колега од македонско-бугарската комисија, кој ги осуди последните изјави на премиерот. Ставот на комисијата за присуството на бугарската војска овде е окупација, вели првиот човек на мешовитата комисија Драги Ѓоргиев. Бугарија влегува како окупатор и окупира делови од кралството Југославија. Не може никако поинаку да се дефинира освен како окупација, децидене Ѓоргиев. Со остар тон се огласи и поранешниот директор на Сорос фондацијата и еден од луѓето кои се најзаслужни за доаѓањето на Заев на власт. Владимир Милчин ова што го прави Заев го нарече капитуланство, дека го продава она што не е негово. Заев ги навреди и мртвите и живите. Југославија не можеме да ја кудиме. За Кузман Јосифовски, Мир Чацев, Страшо Пинџур, Стив Наумов, Орце Николов, редица жртви на администраторите, кои не се воздржувале да убиваат и малолетници. И историчарот Тодор Чепреганов со отворено писмо до Заев. Black Friday, тотална распродажба на македонскиот национален идентитет. Им порача на политичарите ветото кое го добивме од Бугарија да им ги отвори очите. Ништо од договорот за пријателство и добрососедство, а многумина укажуваат дека тој не е тоа, дека е спротивно, договор на уцени и омаловажување. Пратеничката на опозицијската ВМРО ДПМН Давкова со подбивање истакна дека не треба да не чуди страсната бугарска политичка љубов кон Македонија, кога председателот Пендаровски му шепоти на бугарскиот премиер љубави, а премиерот Заев го гушка својот колега како брат.